на изградба на овој проект, односно на интерконекторот со Грција, и висината на грантот не беше ни тајна, беше кажен дека е отприлика 35%, значи ќе бидат дадени неповратни средства и кредит под многу поволни услови за изградба на целиот тој систем во Република Македонија. Но еве Министерство за финансии, новата влада одлучиле дека тоа не е важно за нив и дека тоа ќе биде нешто што они треба допрво да го рекалкулираат, односно за нив во моментот станува важен еден нов концепт кој што ние одавна го отфрливме, а тоа е концептот за модуларни станици, односно тој, да кажеме, виртуелен нетворк кој што сакаат да го изградат по моделот на Струмица. Тоа е нешто што на нас ни беше понудено крсте уште на самиот старт, но ние кога ги направивме сите тие пресметки и целата математика, излезе дека тој систем како таков на ниво на Република Македонија не може да функционира, заради тоа што почетната цена или основната цена која што се тргнува е многу повисока за да се направи да има било каква економска логика. Така да, еве, за споредба, Струмица има таков виртуелен нетворк и во моментот Струмица го плаќа најскапиот газ во Европа. Значи, нема држава во Европа која плаќа толкова цена колку што плаќа, значи општина Струмица, знаеме општина Струмица релативно финансиски слаба и сега да плаќа толкова цена на газ, а овде од друга страна ако се поврзаме со тој, да кажеме, другиот интерконектор, ќе имавме можност да земаме газ од многу држави, од многу проекти, тогаш цената ќе беше сосема различна, односно веќе имавме такви преддоговори за тој дел. Така да мене ми е жал што сега во Македонија ова се случува, бидејќи ова значи дека сегашната влада нема концепт, односно дека прави некој концепт кој можеби е базиран на некоја друга логика, значи не во интерес на граѓаните, туку во интерес на некој, да кажеме, на некои поединци од сегашната власт, кои што на некој начин не сакаат гасот да биде најефтиниот енергенс визави електричната енергија, или пак сакаат тие да го увезуваат гасот од Бугарија во Македонија. Тие две опции се најлоши за Македонија, ќе бидат погубни, со тоа ние нема да го намалиме загадувањето и PM честичките во Скопје, нема да бидеме независни енергетски и понатаму не можеме да ја развиваме економијата со такво темпо како што сме планирале. Еве, да привршуваме со трибината, еве како една порака до владата, проектите во гасификацијата како што беа поставени, тие беа и такви усвоени од страна на претходната влада, доставени до сите релевантни институции и во Европа и пошироко. Тие проекти беа смислени проекти, искалкулирани, пресметани, буџетирани проекти, каде што веќе се знаеше и средствата до последно евро од каде треба да дојдат, и како такви тие мора да продолжат. Доколку не се продолжи со овие проекти, Македонија ќе се врати десетици години назад. Ние, еве, имаме еден во моментот нефункционален таков систем, кој што има многу потешкоти, нерасчистена собственоста, нерасчистени имотно-правни работи, но уште поважно имаме неколку меѓународни компании, а и држави кои имаат собственост на тој систем, каде што ние не можеме сами како држава по тој сегашен систем да си носиме газ, туку мораме да бараме дозвола од минимум 2 држави, па тие 2 држави се многу блиско врзани со една компанија, така да сегашниот систем е буквално монопол, кој што на Македонија не ја овозможува пренос на газ од други извори. Така да не дозволиме со овој новиот договор што се потпише во Бугарија да се изгради уште еден таков систем кој ќе биде само, да кажеме, сведок за некое погрешно време, каде што се правиле погрешни економски чекори, туку да се заврши проектот кој што беше меѓународно признат и кој што на Македонија ќе донесе просперитет. Благодарам.